Венцо Воинов, за оние што не знаат, од Република Македонија, е кандидатот за градоначалник на општина Виница од Сојузот за иднината. Вашиот кандидат не му е прв пат да го трча градоначалничката трка. Дали е тоа предност за него или мана? Сметам дека Емил Дончев, тоа што по втор пат ќе трча за општина Виница, е негова мана. Поради тоа што тој досега имаше шанса да покаже дали ќе работи за општина Виница. Општина Виница веќе 4 години е општина која што тапка во место и сметам дека конечно општина Виница треба да тргне напред. Општина Виница сметам дека нема повеќе време да го чека Емил Дончев, а јас мотиви за да се кандидирам за градоначалник на општина Виница е всушност тоа што сметам дека можам да допринесам и можам да ја раздвижам општина Виница. Виничани ве знаат, за пошироката јавност една лична карта кој е Венцо Воинов. Венцо Воинов е доктор во итна медицинска помош во Виница, трудолюбив, човек кој секојдневно си ги обавува своите обврски, човек кој го познава земјоделието, човек кој е пријател, постојано се држи со граѓаните на општина Виница и е препознатлива личност во општина Виница. Програмата на Сојузот за иднината е насловена Време. Зашто е време во Виница и што е она што е главен приоритет во вашата програма? Сметам дека е време за промени. Општина Виница, како што спомнав и пред малку, нема време повеќе да го чека Емил Дончев. Општина Виница мора да тргне напред. Сметам дека и мојата програма се заснова на 3 приоритети, а тоа е пред се инфраструктурно средување на општина Виница, значи тука зборуваме за патиштата, за водоводите, за канализацијата. Исто така инфраструктурно средување на индустријските зони во општина Виница. Многу наши инвеститори, значи наши иселеници и наши пријатели купија значи парцели во индустријските зони, но 4 години чекаат да се средат индустријските зони со патишта, со канализација, со водовод, со струја. До денес Емил Дончев не успеа тоа да го направи, а сепак и ги зеде парите на инвеститорите. Третиот приоритет врз кој што се заснова раздвижувањето на општина Виница во мојата програма е всушност развој на бајанско-археолошко-културниот туризам. Јас ќе ве информирам дека општина Виница е позната по топлата вода во село Истибање. Имаме добар капацитет на топла вода која што може да развие поширок бански туризам. Имаме исто така неколку хотели во тоа место и секако со привлекување на уште инвеститори ние планираме значи да го развиеме банскиот туризам, а со моите посети во останатите пријателски земји, значи можам да допринесам да ги повикам граѓаните на тие земји да ја посетат општина Виница, секако дека тоа важи и за граѓаните од Македонија. Исто така археолошкиот туризам. Општина Виница е позната по своето кале, каде што беа пронајдени теракотните икони кои што датираат од 4-5 век од нашата ера, од Христа, значи, и сметам дека тоа е еден аргумент повеќе да ги повикаме сите граѓани на Европа и светот да ја посетат општина Виница. Овие 3 цели сметам дека можат да ја постигнат главната цел, а тоа е развој на општина Виница, отварање на нови работни места и секако намалување на бројката на невработени во општина Виница. Една од болните точки за општина Виница е тоа што е општина со многу иселени граѓани кои што заминаа пред се во Италија, Словенија и останатите европски земји за своја екзистенција. Сметам дека со овие 3 приоритети, ако успееме и секако дека ќе успееме да ги постигнеме, значи ние ќе можеме нашите граѓани да ги спречиме да се иселуваат, а секако дека ќе се потрудиме и да ги вратиме оние што веќе се имаат иселено од општина Виница. Еве за гледачите и читателите на А1, вие доаѓате всушност од НСДП. Каква е соработката на коалицијата Сојузот за иднината на ниво на општини или конкретно на ниво на општина Виница? Во општина Виница ние имаме и порано соработка помеѓу партиите кои што се и денес во коалицијата Сојузот за иднината. Значи, пред 4 години граѓаните добро се сеќаваат, општина Виница ја водеше всушност човек од оваа коалиција и општина Виница во тој период многу напредна.
А инаку соработката меѓу коалицијата денес е на многу високо ниво и како што би рекле и нашите партнери, ние сме бетон коалиција. 24 декември или црниот понеделник силно одекна во Република Македонија. Како ова беше доживеано од виничани и како гледаат на тие настани од пред 3 месеци? Значи, за жал, и ние виничани бевме сведоци на оно што се случи на 24 декември или така наречениот црн понеделник. Виничани исто така се згрозени од тој црн понеделник. Пораката која што ни ја прати власта е всушност порака на исфрлање на клоци на 370.000 граѓани од собранието на Република Македонија, бидејќи нашите пратеници представуваат 370.000 граѓани. Што ќе му порачате на вашиот против кандидат некаде 6-7 дена пред изборниот молк, а што на виничани? На мојот против кандидат би му порачал да се воздржи од негативна кампања, да ја истераме на позитивен начин кампањата, а на моите сограѓани ќе ја порачам. Јас, како градоначалник на општина Виница, ќе си ги засукам ракавите, ќе работам честно, одговорно и секојдневно. После 24 март доаѓа 25. Каде ќе видите на 25 март? Во собранието на општина Виница. Како? Градоначалник? Како градоначалник. Ќе го пиете првото градоначалничко кафе со кого? Па со поранешниот градоначалник. Вие ќе го платите кафето како градоначалник или ќе очекувате он да го плати сепак? Сметам дека тој што ќе изгуби, тој треба да го плати кафето. Ви благодарам што дадовте интервју за А1.